четврта сезона на Политиканти. Јас сум Боријан Јовановски и со мене, но повторно од Виена е... Со мене е Боријан Јовановски, јас се јавувам од Виена, јас сум Саша Ордановски. Боријан, неверојатно 4 сезони тераме. Да. Ова е, како кажам, забава за народ. Се надевам дека нема да ме сватат погрешно нашите гледачи, многу и цениме нивните лајкови, бројки, претплати и така натаму. Гледам по статистики, Боријан, некдека ние сме тие споровозните, баш ништо не се трудиме околу тоа, некдека по 10-15 нови сабскрајбери имаме од емисија. Што знам тоа, дали е лошо, па не ми се чини. Па добро е. Ја мислам дека имаме, може би не е нешто масовна, ама имаме така добра квалитетна публика. Тоа ми е секогаш многу важно. Слушај, додека се подсоменат, мора да ти кажам нешто. Ја не одамна, усари не гледам телевизија, овие наши. Ништо не гледаме нормално, што би гледам. Ама бисер клипче излезе на социјални мрежи. Некој си експерт, не знам кој е, напишал и монографија цела за погибјето на Борис Трајковски, на председателот Борис Трајковски. И во интервјуто, и тоа као нешто сериозно интервју требаше да биде, веќе дали монографија има напишано. Вика, вика, во сите тие документи кои имав, кои ги гледав, вика, и таму авионот требаше да тргне, вика, делегацијата во 6 и нешто да биде на аеродром. Претходно, вика, тоа во делегацијата, вика, беше запишан и, вика, тогашниот советник на Борис Трајковски, Стево Пендаровски, ама тој, вика, наеднаш, вика, се случи да не дојде и, вика, понатаму истражував, но не успеа да се дознае кај тој. И ми падна смешно затоа што веројатно се сеќаваш баш како има тоа на слики, претходниот ден, бидејќи јас бев тогаш се видов и јас сум председател Трајковски. Претходниот ден Бранко Црвенковски, тогаш премиер, замина во Даблин за да ја достави официјално кандидатурата македонска за членство во Европска унија. И во делегацијата беше Стево Пендаровски. Така што, мислам, нема врска, али чисто да ти споменам, што се има по медиуми, и тоа истражувачи као нешто, нели истражува, па пишуваат книги, монографии и така натаму. И добро, и се разбира, водителот му вика, да, и потоа го наградија, го оставија председател, па промената на името. И се знаеш, тоа оди понатаму, тоа ако го пуштиш да тера таа конспирација, тоа се разбира нема крај. Иако, како кажам, фактите се многу едноставни да се провери што се случувало и како се случувало. И тоа, и затоа стварно не се гледа медиум. Не знам што кажам. Слушај, ти кажам, ги гледам и расправите за што редовно секоја година, сега беше веројатно јубилеј за атентатот на Киро, мислам. Киро Григоров. Да. Мислам, има и луѓе кои што и нешто паметно ќе кажат, ама главно се тоа такви глупости кои што се тресат од ракави. Знаеш, никој не сака и не може да направи, анализите не се толку компликувани, што треба да се направат, мислам, и проста дедукција ќе ти каже дека веројатно не стои Данска зад погибијата, зад обидот за атентат. Ама се врти, баш кога се злоупотребува за политички цели и така натаму, мислам, една во суштина балкана работа и така, тоа ми е јасно. Не знам ова за Борис Трајковски, на крај тој случај мислам дека се расчисти сега, ајде да не отвараме таа тема. Ама неодговорноста и несериозноста на она што јавно се искажува, мислам, леснотијата со која тоа оди во етер, јадници луѓе гледа, мислам, тоа ме збунува мене, не сум изненаден од овој друг дел. Туку да преминеме, мислам дека една добра вест, имаме една добра вест, а тоа е најавената можност Савевски да биде избран за нов главен обвинител. Следев коментарите позитивни,
ме се интригира, утрово со неколку луѓе разговарав, баш стварно ме заинтригира. И од сите страни можам да ти кажам дека добив коментар дека се работи стварно за професионалец, бил обвинител, од Гостиваре човекот бил обвинител, па потоа станал судија во организиран криминал. Не успеав да дознам дали некој од овие позвучните предмети ги има судено, но дека по таа смисла доста професионално, со доста интегритет настапувал. И тоа, морам ти кажам, ме збуни, но и позитивно ме изненади. И сакал стварно да верувам дека тоа така ќе биде, бидејќи тоа би стварно би значило еден сериозен помак. Сега, од каде тоа, како се случи, бидејќи претходно беше во оптек една господја за која се разбира мислењата ни малку не беа вакви, дека тоа би било една нова партиска нов партиски привезок во обвинителството. Боријан, само да те прекинам на сосема кратко, бидејќи коментираат, гледам на четот сега, забележам дека твојот микрофон нешто не се слуша добро. Не знам од Дрейн дали интервенира. Мислам дека сме окей сега, јас имам. Се извинуваме се, тоа се технички проблеми. Извини, зборевме за јавниот обвинител и така. Морам да ти кажам дека јас исто така од дистанца тоа го следам. Еден-два луѓе со кои што се чув и така, бидејќи јас не го познавам човекот. А и тоа што читам ми делува коректно. Знаеш како, ние некако навикнавме нашите власти, особено кога се работи за судство, за обвинителство и така натаму, да бидат максимално партиско, валкано настроени, своји луѓе исклучили. Тоа со децении истата приказка. Може би овој пат оваа власт решила да донесе некој кој не е баш продолжена рака на кабинетот на премиерот, например. И тоа е за похвалба ако се покаже како точно. Види, би било паметно, бидејќи и во последната резолуција на Европски парламент знаеш дека беше тоа вака потенцирано, претходно и во извештајот, во други коментари, кои вака се јавно објавени на страна овие неофицијални и неформални разговори кои многу јасно укажуваа на таа една, да кажам, неспретност на премиерот со негово вако упаѓање без везе во таму кај што не му е место, во правосудниот апарат. И може би чекајте, сега, чекај, извини, Боријан, забележувам дека гледачите велат дека микрофонот не ти работи. Сега не знам, микрофонот го приближи. Ивко вика, не е окей, Мицкоски прави некоја магија, ти прави ВМРО, очигледно те саботира. Зато тоа е. Значи СДСМ те саботира. Ај нека проверат од режија нешто микрофонот да смениме. Ај гледачите нека кажат уште еднаш, ве молам, ајде, било кој. Така е, така. Еве, Злате последен Мирчевски пишува, еве и Мирко Ристовски, ме слушате сега? Ај нека проверат од режија нешто. Мицкоски прави некоја магија, ти прави ВМРО. Дали ме... Не знам што е ова. Да, не знам. Звукот тоби. Сашо има погласен, што го бараа погласен и сега ти си многу тиво. Така бе, па ставите ме не се слушаш, еве и Спиро вика Стереовски, не се слуша. Не се слуша, еве. Да. Ај гледачите нека кажат уште еднаш, ова е лајв. Така е, така. Да. Еве, Злате последен Мирчевски пишува, еве и Мирко Ристовски, не слушате сега? Добро. Да, не знам, добро. Ајде, вајда, не знам како што да кажам, вајда ќе виде. И тоа Сашо, тоа би беше муаветот така што е тета по себе со една добра вест, за која нема потреба микрофоните да се гасат. Ама да продолжиме со, ја мислам, види, да, годишнина е на 16 од она колективна траума што ќе ни остане, мислам, и генерации ќе раскажуваат погибието на огромен број на млади луѓе во Кочани.
И да, годиштина е, повод е да видиме некако ова една дистанца што се случило. Премиерот денеска излезе со една изјава, не можем да разберам, дека сме се snašли подобро во Швајцарија. Сега, што значи тоа, не знам, бидејќи ние баш не пратевме како се справи Швајцарија, но и како не боли што е со кочанчари. Кога се случи таа несреќа, нели системот, ова, она, и лекции треба да се научат, да се излечат од ова, и види, кога ќе погледнеш сега наназад, да речеме, Кочанската болница. Во Кочанската болница, ако добро разбрав, се што е реновирана физиотерапијата таму, и сега себе се фалат, нешто прочитав пред некој ден, дворот, паркинг се прави и така натаму, што е тотално ирелевантно за овие ситуации во кои се најдоа кочанчари. Сега се прашувам, дали од таа трагедија е направена анализа што се случува и со што располагаат, каква е состојбата на сите овие општи болници во овие регионални центри низ Македонија. Од минатата година до сега, воглавном, се што е влезено во болницата во Кочани се донации. По сите остои, супорт Кочани, ОРЛ, НОВ, барната комора, за прочистување, низа на други работи, како се отвори Facebook страницата на болницата во Кочани, доволно ќе видите, мислам, сите постови се благодарност за донации, што приватни компании, но малку од државата. И сега, нели, работата беше тоа да биде како некаква лекција. Еве, прашувам, нели, не дај Боже, се случуваат работи, може да се случи утре во Куманово, може да се случи во Охрид. Дали е направена таква анализа? Ако не дај Боже, нешто се случува. И тука мислам дека државата потврли затоа што неспремна го дочека тоа. На страна сите случувања околу и во дискотеката Плюс, кој Пулс, нели, како се викаше, за кои постојат многу сомневања, нели, околу тоа што навистина се случувало, како се интервенирало, полицијата, затворена врата од едната, не полиција внатре, зошто не интервенирала кога биле извадени тие прскалици и кој го предизвика пожарот. Едноставно, ништо ново. Нема сем овие вакви некои патетични пиар изјави кои ќе ги слушаме од време на време. Јас не можам да почувствувам дека администрацијата е навистина таа травма ја има потресено за да се разбуди, за да ги разбуди сетилата на емпатија, на солидарност, на потреба да се грижат за граѓаните. Не знам, кажи ти каква е твојата вака една првична оценка, па после може да продолжиме на други некои аспекти околу ова. Абе, да ти кажам, денеска ја прочитав изјавата на Мицко. И јас не го знам доволно добро човекот, меѓутоа е фасцинантно како он цела година практично не покажува доволно емпатија. Нема, вика, емпатија. Мислам, самата изјава е повторно со известна доза на ароганција. Он се става у центарот на целата работа, дека ние подобро швајцарците сме се справиле. Тоа се разбира, Господ знае, нема никакви проценки, нитко излезења на анализи за да тоа може да се заклучи. Дава изјава по повод годишнината која што, знаеш како, повторно поспомнува некрофили, едно друго, пак во некаков пиар контекст го прави тоа. Значи, он е толку што говори дека он е многу оптоварен со тоа како всушност се справила државата со трагедијата во Кочани. И дека и година дена после настанот, јасно е дека
не се направи се што можеше да се направи, нити пак ќе се направи, ниту сега се прави. Нели требаше да имаме клиника Шварцвалд таму на Пониква, не знам тоа до каде, дали нешто уопште се направи, нели ќе правеа специјална болница и да ми доđe. Очигледно е дека ова и ти што го говореше, дека во Кочани не е направено доволно со болницата, повеќе е така мачкање очи, нешто е инвестирано во некои од тие баш онака најочигледни работи што недостасуваат, но нема ништо битно, нема ништо што би одбележало и што би кажало да, до тогаш беше вака, ама од сега вака нема да биде. Траеше таа операција на броење апарати за гасење пожар колку што траеше, нели? Изброја сите што има апарати за пожар. Ти гарантирам дека и денеска у цревата за гасење пожар по згради, по институции, по дискотеки, по кафеани нема вода, ако воопшто има и црева. И онака го искористија целиот настан во една на брзина направена пиар кампања во која што се уште останува впечаток дека главно им беше они да не бидат виновни, они на ниеден начин да не бидат прозвани. И ја дури не навлегувам во тоа дали се виновни, не се виновни, во кои аспекти се виновни. Меѓутоа, денеска ти дава на годишнина од тој огромен трагичен настан на Македонија, премиерот ти дава изјава кој што он е пак во центарот на вниманието, се врти околу него. Човекот нема ли толку чувство за некакво сожалување во јавните настапи, он мисли дека очигледно дека само он е важен во целата држава, па дури и во вакви трагедии. Тоа инаку во позадина покажува дека има некаква грижа на совест, ама за тоа се оди на терапија, мислам. Сега децава што преживеат 200 повредени, они имаат друг тип на терапија, ова друго полесно се лечи, се надевам, мислам, отколку тоа што овие деца треба да победат. Така што, како да ти кажам, Борја, ништо изненадувачко, за жал, се уште тоа така ќе биде и не знам како воопшто може сега да споредува, како се односила Швајцарија со проблемот, како ние. Не знам како да ти кажам, не вреди човек ни да влегува во тие анализи, бидејќи стварно се непристојни, особено на година дена од одбележување од тој трагичен настан. Да, ко тоа да би требало да ги утеши луѓето, не само жртвите, семејствата на жртвите, туку и сите нас, бидејќи, знаеш како, сите сме ние во тој еден контекст потенцијални жртви. Мислам, не дај Боже, се случи, еве ти кажам за Преспа. Например, Ресет болницата нема никакви услови. Не дај, они можеш да одиш таму евентуално ако си исечеш па нешто да преврска да си направи. Иначе мора во Битола било каква посериозна интервенција која е на 50 километри. Во Охрид, до ден денеска ти немаш чамец, глисер, прва помош, кој, нели, летно време, кога оној пат Охрид кон плажите е заглавен, не дај Боже било што да ти се случи и да ти треба брза помош. И никогаш ние, нели, тој системот кој, као, нели, системот потфрли, ко сега оваа терминологија што се употребува за оваа трагичната епизода со оваа девојка која се самоуби заедно со своето дете. Мислам, што системот, кои се поуките за тоа што би требало да се направи за да не се повтори тоа. Еве ги затворија сите клубови. До денеска не ги отвараат затоа што уствари не знаат што да прават. Што се разбира не е решение, не можеш ти ај сега ќе затвориме себе. Мислам, работата е да поставиш некаков стандард врз база на тоа што ти се случило, па за да, нели, избегнеш да ти се случи друг пат. И уште една еден детаљ кој мислам дека не е ни детаљ. Например, пак на Европска унија ќе ме одведе муабетот. Не знам дали знаеш дека огромен број од тешко повредените практично беа мобилизирани преку тој европскиот механизам за цивилна заштита. Така беа транспортирани, распоредени по разни клиники во Италија, во Австрија, во Будимпешта, во Грција, во Бугарија.
што нас не чинеше, многу им помогна на тие луѓе кои беа однесени, бидејќи кај нас повторно ги нема тие капацитети за такви ситуации. А тоа никој не го есапи, као нас ти е тоа, нели, као нешто дадено од Бога, ама ние да се погрижиме да направиме нешто што би било наше, што би било во функција на интересот на нашите граѓани, тоа Не само тоа, бе, Боријан. Ние за всушност година дена после таа трагедија во Кочни не видовме, може ја пропуштив, не знам, може ја не сум забележал. Не видовме анализа на целиот настан. Не видовме анализа на сите пропусти и што се планира да се прави. Гледаме пресконференции, гледаме дебати по телевизија, гледаме вакви неемпатични изјави, кога и да се појави премиерот и така натаму. Ние во суштина не видовме кои се заклучоците од сето тоа. Значи, ние знаеме каква ни е државата, ние како јавност знаеме каква ни е државата, знаеме кои ни се состојбите во здравството, па ние сме пациенти таму, не треба некој да ни кажува. Ние знаеме дека има и добри страни во некои служби, знаеме дека нешто и функционира. Меѓутоа, оваа постојана потреба, кој како ќе дојде на власт, особено оваа гарнитура на ВБР, да кажат дека оние како се на власт, тоа се само Швајцарија не ни е доноси. Еве денеска даде изјава премиерот дека имаме шанси годинава да бидеме трета економија во Европа по сите објективни податоци. Мислам, знаеш, уморни сме од таа желба, наместо да кажат, слушајте, ова е државата во која живееме, се обидуваме да ја реформираме, тешко ни оди, ова е капацитетот на администрацијата, ова е капацитетот на службите и така натаму. Погода ти да речеме ароганцијата, дури невоспитаноста, ми раскажуваат луѓе кои присуствувале на состаноци на министерката за образование со законов за образование. Па тоа биле скандали по состаноците. Жената е тотално арогантна, не интересира ништо. Сега ќе извади некако закон кој ние поима немаме за... Онака, дека она што, дека она како професор од Харвард дојде и дека она сите стандарди ги има остварено во низината професорска кариера, па сега она држи лекции, бидејќи не она од Оксфорд, од Колумбија универзитет, нема проблем. Мислам, и цело време таа арогантност со која што всушност Борјан настапува целата десница во светот. Мислам, тоа е очигледно дојдено е време да ништо не чини пред нив, се чини после нив, се што правате е само најдобро. Знаеш, јас лично и овој настан денеска ти велам, ја прочитав изјавата на премиерот. Абе човече, ова е прилика кога треба да кажеш топли зборови, кога треба да кажеш нешто за целата трагедија, па и да соопштиш и некакви важни работи, а не да ја сврти целото внимание топ тема од годишнината од трагедијата, дека подобро сме се справили од Швајцарија. Не, ова е повод да каже да, ни се случи тоа, затекнавме еден систем кој беше распаднат и од лани до сега го направивме тоа, за да тоа, и не само во Кочани, пак ќе повторам, зборувам за ефикасноста на целиот здравствен систем. Тоа требаше денеска, таков отчет требаше да даде државата. Ама ако што викаш, се е сведено на пиар и практично ништо не се случува, Сашо. Ја не знам да пратиш, нема вест. Мислам, еве и тоа трета економија, најголемата инвестиција е практично Бехтел и Енка, нели, која беше криминална, ваква, таква, не знам што ќе правеа. И ти немаш од тоа и изградбата на патиштата со Бехтел и Енка, кој гледам стварно, еве, го гледам Прилеп Битова, го одам често, одат работите, се движат. Тоа е единствената работа која се случува. Друго, дури еве и овие реформскиве зафати, реформската агенда, ако ја има воопшто, еве реформа е ова е реформа, ако е реформа ова во високото образование, што е реформа, усвари, еден ретрограден процес. Очигледно тоа нема да донесе унапредување на квалитетот на високото образование, барем според она што десетици професори истапија јавно да го кажат. Сарно не се чувствувам како експерт, и ние го имавме и Владко Радевски тука
зборуваше, многу колумни имаше на таа тема. Ете, тоа е од реформа. Друга реформа, јас не знам сам што се случува. Па тоа ти кажувам, мислам, на крајот, знаеш како, просто се извадени од такт што треба да дискутираат со јавноста кога прават големи реформи. Јас не слушнав десетици, прочитав видов, слушнав десетици сериозни луѓе кои што дава многу сериозни забелешки за законот за образование. И на другата страна имаше една министерка која што онака јас не ја познавам госпоđата, мислам, знам дека имаше една непријасност семејна, се разбира во целиот тој процес и сопругот и почина, што е за сочувство, е секако се разбира. Меѓутоа, може би тоа влијаело на сите овие работи околу нејзините саови, не знам, не е ред да тоа го коментираме сега. Меѓутоа, да ти не бидеш да излезеш со лош закон кој апсолутно сите, дури тие што молчат, овие, ајде да кажем под наводници ВМРО универзитети што ги имаат, кај што им делат дипломи, тоа се овие што даваат разноразни. Ти си извадени од памет, мислам, колку е лош законот, и си ќутат, чекаат други да кажат и така. И се она гази, не, како ќе го поведе, нема поведе, ова се, и на крај ќе добиеме пак нешто што ќе биде една, Господ знае каква скаламуција и што се таму ќе биде, што би рекли они, сечено лепено. Ќе има добри решенија, ќе има лоши решенија, пак ќе треба да се бавиме со таа област, наскоро, за некоја година пак ќе треба одново. И така е со кривичниот закон, така е со законот за гасење пожари, што ти кажам, мислам, се. А од друга страна имаш ова дека, знаеш, Мицкоски како да заборави целата таа екипа, па последните 35 години во Македонија, они се или исто или малку повеќе на власт отколку оваа другава страна, социјалдемократите, кои не дека се нешто супер способни. Меѓутоа, знаеш како ова сака они да дошле после 35 години, не знам кој тука ваѓа дошла некоја арапска сила не владеела, и се они заклепнале држава која што ова ништо не па биебевте тие, овој му беше премиеров, му беше најблизок советник на тој претходниот премиер Вебаровски, кој фала на прашање владееше повеќе од 10 години. Се ако ништо не чини, Белки не чини, не почне светот од прошлата година. И така, инаку околу тие нели заморна пиар кампања цело време 24 сати да се умориш. Околу тоа нели ќе реформираме, вака ќе биде, така ќе биде. Начекав едно клипче на Твитер, мислам, од една расправа во Совет на град Скопје и една млада пратеничка, вака доста речита, доста вокална, поставуваше прашања и Орце, градоначалникот го нели најави дека тие вработувања конкурсот кој го распишала Данела за 21 ново вработување, дека тој ќе биде поништен и така натаму, и стварно е поништен, ама е распишан нов за 42. Меѓу кои има позиција, има позиција, споров што го води, некој да биде за информирање на градоначалникот. Што ќе читали, не разбрав тачно што е, има тој тип на комични некои работи кои се очигледно, кои се прават за да се удоволи ова клиентелистичка, ова опортунистичко гласачко тело кое така се држи, тоа инаку нема да функционира. Се разбира, ние ќе го плаќаме неговата плата затоа што тие 9-42 нови ништо нема да работат. И така натаму, и така натаму. И тука се вртиме у круг. Сашо, да ти кажам, имам неколку нови само да прочитам еден коментар од четот, вели Сашо, постои голема разлика помеѓу третата највисока економски раст во Европа и третата најдобра економија во Европа, обидете се да научите нешто. Ја не можам да научам ништо, што да ти кажам. Не мислам дека, се тоа толку релативни работи, мислам, секако не сме третата најдобра држава во Европа по ништо. Така што, не знам статистики какви си, не знам како може да ги толкува, во ништо не сме трети. Види, еве вака тоа ќе кажам, на пример, во Тирана кога влегов 94-та, мислам дека имаше 2 семафори. И сега у 5 години Тирана направила, на пример,
30 семафори. И сега ти во сообраќајната инфраструктура, тоа можеш да го сметаш за најголем раст во Европа. Бидејќи никој толку многу во Европа не го зголемува бројот на, мислам, едноставно, не џабе збориме, тоа третата економија и тој раст би требало да го некако негде во очиме. Но добро, окей, тоа е, сега може до 1001 назад да тераме на таа тема. Но тоа е тоа, на крајот од денот новчаникот покажува до кај сме, што сме, можностите кои ги имаме за нас, за нашите деца и ете тоа е, тоа толку. Нема единствениот индикатор е тоа. Сакам се што споделам со тебе и со јавноста, се разбира. Околу Европска унија проширувањето, то нема ништо од она градуелно, не знам како, па вака, така, онака, тоа ништо, тоа не бива. Европската комисија од Советот на министрите има добиено мандат да некаде до есен изготви конкретно сценарио како тоа ќе оди. Сега има еден интересен момент, ова вклучување на Исланд. Изразувањето на нивната аспирација за да станат членка, што е многу значајно, се разбира, за Европската унија. Прво го покажува значењето на Европската унија, а Исланд има потреба во еден свет од ваков хаотичен, каков што го направи Трамп во некаква копродукција со Путин, дека европската интеграција е навистина, тоа се гледа и по расположението во Велика Британија, кое се поголемо за враќање на Велика Британија во Европската унија. И сега, ако се прима Исланд, многу е глупо Црна Гора да се, бидејќи се пред крај, би било глупо да не влезе и Црна Гора, барем по ова старо сценарио и стара методологија за членство во Европската унија. Евентуално Албанија, со тоа што Албанија, ако добро разбрав, заглавува особено со отпорот на Рама да ја даде министерката која е фатена во афера. Таму има разни шпекулации зошто е тоа така и таа реформска агенда на Албанија ризикува да влезе во стагнација, па дури и во една регресија, со што би отпаднала Албанија, би биле Исланд и Црна Гора, значи ова зборувам во овие прогнози до 30-та година. За Украина дефинитивно нема да може, колку и да инсистираат и американците и било кој во мировниот договор да влезе и тоа, нели, членство кое би следувало веднаш по подпишувањето на евентуален мировен договор, очигледно нема да може, бидејќи е тежок залак Украина да се проголта. И интересно е што го дознав дека ние се уште имаме некаков изглед да влеземе во оваа композиција. Но добро, тоа е, мислам, може да испадне дека ќе се кае, мислам дека времето за рокот за тоа да се качиме на тој воз, мислам дека е максимум до крајот на годината, бидејќи потоа веќе ќе биде касно ако почнат за Исланд и за Црна Гора да се спремаат пристапните договори. Исланд една година му треба да помине референдум и така натаму, но до 28-29 викаат дека Исланд и Црна Гора, а Црна Гора благодарејќи на Исланд да се качи на тој воз и по старата методологија да стане членка на Европската унија. Така што, не знам, во најмала рака, жалосно е што немаме една поотворена јавна дебата кај нас. Што би можеле да изгубиме, дали ова со Бугарија, колку ќе не чини, како ќе не чини, сите ја разбираме, чувствителноста на прашањето, дрскоста на Бугарија, се тоа како се случи, но мислам дека живееме
моменти кои на ваков или онаков начин ќе детерминираат многу силно иднината на Македонија. Слушај, да кажам, немам јас такви ставови како тебе во смисла на чувствителност на прашањето. Ја мислам дека прашањето уопште не е чувствително, дека тоа е прашање кој што во споредба со тоа што сме имале се наназад за 30-35 години, ова е најнечувствително прашање, говорам за проширувањето на уставот, и дека тоа проста една политичка операција која можеше да се изведе во првите 3 месеци од доаѓањето на оваа власт на власт, и општо мислам дека е тоа чувствително, дури ни сега ако го направат не би било чувствително, но шанси за тоа не постојат. Не можеме да коментирам ова, ти ги знаеш подобро и тие процеси. Не, ова е чисто како информација, сакав да го споделам, која, да, од разговор. Сакам да кажем, ми е интерес за тоа, што гледам дека тоа е муљавина на сите страни. Сакам еден патемен коментар да направам со известна доза на жал, бидејќи јас Албанија ја знам многу долго. Значи, прв пат таму сум гледал на самиот почеток на 90-тите, тоа е една анекдота која што можда во некои идни емисии треба да ја раскажам, и така беше многу занимливо сето тоа, и сум бил 100 пати, ги знам сите играчи кои што се таму на сцената, рече се сите ги знам лично и така натаму. Она што не можам да го разберам и што може би во известна смисла е по безпреседано отколку дури и кај нас во Македонија. Тоа е, Албанија е земја во која во суштина Албанија прво е земја осудена на успех. Земјата има излез на еден неверојатно важен дел од Медитеранот, од Јадранското море, има онолкава обала со море, почнаа многу ниско, остварија огромен успех. Тоа се сепак многу работливи луѓе, неверојатно љубезни, говорам генерално, има секакви истории и така натаму сето тоа. Меѓутоа една така раскарана политичка класа, и тоа на теми, знаеш како, ќе кажеш дека национализми има, ќе кажеш има шовинисти, па се караат, па ова, да има проблеми со... Таму немаат ни еден суштински проблем, освен една меѓусебна омраза која трае 3,5 децени. И корупција, Саша, и корупција сепак. И која од двете страни трае. Или тоа е од Илија Бирама и овие другиве се замашала, бидејќи па сите се 35 години у кашата умешани. Бериша, 80 години има не се дава. Ние сме имали овдека реални геостратегиски проблеми, овдека ние сме многу почувствителна земја, ние сме многу по земја со многу поголеми предизвици сме били и сме наоѓале некакви решенија. Дури и овдека омразите меѓу нашите политичари никогаш не биле толкова, и напротив би рекол дека дружбите на крај, договорите, вклучувајќи и оваа сегашната екипа, секојаш на крај преовладувале во политичката реалност. Таму е една таква заваденост, една таква закрвеност помеѓу политичарите, па тоа оди надолу и меѓу таму припадноста помеѓу социјалистиве и демокративе. Мислам, види, почнуваат веќе на секоја демонстрација да се вадат молотови коктели. Да. Знаеш, тоа веќе, јас сум присуствувал на демонстрации во Тирана, службено сум ги покривал, и може и ти си бил и така. Тоа е онака баш жестоки тепачки помеѓу полицијата, без разлика кој е на власт. Сум били кога едните били на власт и кога другите. Тоа е онака со една толкава омраза во земја која што, пак ќе кажеме, осудена на успех. Дури ако не влезе во Европската унија. А секако, мислам дека и на тоа е осудена. На крај Европската унија заради нејзината позиција и ќе ја внесе во Европската унија. Кога ќе дојде редот се ради. Така што ова го правам патемно, затоа што дури со некои од тие албански политичари сум разговарал, викам, луѓе, зашто се карате вие? Па на крајот на криштата не сте вие, знаеш, највлијателната политичка сцена во Европа и во светот, па вашите политички расправи да бидат од суштински, не знам, идеолошко, филозофски, политички консеквенции, кои што седнете, договорете се за сите прашања, но корупцијата е на големо, огромно ниво, суетите се огромни, и исто така е ова што дури кај нас повремено, морам да кажам, подобро сме го решавале, затоа што, знаеш како, ние сме во Македонија, македонскиот политички систем е принуден на компромиси. Тоа е меѓу другото и благодарејќи на етничката мешаност. Да ти сепак на крајот Грујо сакаше да прави влада без
без албанци, на крај ќе седнате до албанци, па ќе тоа други, па лоши биле, добри биле, меѓутоа те спречува тој систем на постојани компромиси, и едните и другите и третите те спречува да правиш радикални, да конституираш радикални агенти. Во известна смисла сме слични како Швајцарија. А Швајцарија е толку, кој ќе го видиш политичкиот систем на Швајцарија, она е толку подложна на еден процес од правење компромиси, затоа што пошто прават по 100 референдуми годишно, кој ќе дојде прашањето на референдумско изјаснување, мора да биде толку исполирано, мора рабовите да бидат толку измазнети, за да може да собере што повеќе гласови. Така и кај нас, иако ние немаме тој политички модел, го немаме кај швајцарскиот, меѓутоа кај нас некако радикалните агенди во принцип отпаѓаат, без разлика колку се они присутни во јавноста, дури и неофицијално и така натаму, за да на крај системот може да функционира. Тој притисок го нема во Албанија. Они се така исконфронтирани, што мислам дека човек добива впечаток дека секоја трета година се на ивица на граѓанска војна, мислам, кој ќе излезе да протестира. Да, жестоки протести се, да. Тоа е така што постои таква, може да влезе во политичка криза, бидејќи ова не ги спроведува реформите, колку што добро разбрав од кој му се во делот на правосудството. И да, му се собираат многу афери на негови луѓе, на негово многу блиско окружување, и сега тука не знам како ќе го решава тоа, абе било штета ако Албанија не му се приклучи на тој. Така е, Бога, ама Еди Рама е веќе колку години на власт? Па мислам 13, мислам дека трети или четврт мандат да не тера. Како да ти кажем, што заборавивме, не ги ни броим. Знаеш, нема политичар кој ќе остане по 8, по 10, по 15 години, на крај се разбира дека е се корумпирано, дека е се врзано. Албанија е исто толку мала земја колку и Македонија, секој секого познава, сите семејства се испомешани, се е тоа, е нормално. Паѓаат сите кочници, паѓаат сите некакви институционални заштити да ти не влезеш во тој маѓарсан круг на корупција, на криминали и така натаму. Добро, како и да е, светот станува се поднепредвидлив. Ќе ти кажам една епизода, моментов, што е актуелна дебата во Холандија. Има некаква апликација, они имаат, преку која граѓаните си ги завршуваат сите овие административни потреби, не знам, нели? Промени на адреса, документи, тоа се многу едноставно, не е по шалтери кај нас. Како и да е, тоа е апликација која има многу податоци собрано од сите граѓани на Холандија. Сега, ама тоа е приватна компанија која има направено апликацијата. И сега има приказна да сакаат да нешто бизнисов, сакаат да ја продаат и американци треба да ја купат. И холанѓаните се извадени од памет сега, бидејќи немаат никаква доверба кон Америка на Трамп. Бидејќи тоа се работи за многу сензитивни лични податоци со кои таа апликација располага. Сега како и што не можам да одам во детали, но сега ти кажам, ова е моментално најжешката тема во Холандија за која се дебатира на големо. Поентата ми е дека Трамп внесе генерално една несигурност во Америка како еден која беше силен столб на кој се потпираше западната демократија, западните принципи на слободниот пазар, нели? Сето тоа почнува да се урушува некако. И сега од една страна е добро што се раѓа таа идеја за поголема силни интеграцијски процеси во Европа, но од друга страна секако не е добро, бидејќи ни Европа цела да се обедини, сепак ни она не може да функционира изолирано од останатиот свет, кој очигледно Трамп го посите шалови, почнува да го кине. И да преминеме од тука на ова што се случува во Иран. Влегуваме во една фаза каде што
стварно станува неизвестно каде ќе оди и во која насока ќе се движи таа војна во Иран. Гледам сега, слушам во тие анализи дека Трамп и оваа администрација били изненадени што Иран го блокира тестецот преку кој проминува 20% патем од нафтата на светскиот пазар. Мислам, изненадени. А читам дека предходните администрации на Америка нели стално се отварала таа приказка и во времето сеќавам на Обама па и Буш околу можна интервенција во Иран, и сите биле предупредени од разузнавачката заедница дека токму овој проблем со затварањето или составањето во критична, во кризна состојба на овој тестецот преку кој поминуваат сите бродови, и што ќе доведе до хаос на пазарот на нафта, каков што имаме сега, и дека тоа е една од главните причини што ниедна од американските администрации до сега не се решила на военна интервенција во Иран. И сега не се знае ни како ќе тече работа сега, и да сака он да запре, например, утре, да рече, добро, еве сега ние постигнавме некои од овие цели, он ја остава само изиритирана, она и онака радикална една радикализирана идеолошка структура која владее, која иде брутална, која го владее Иран, која апсолутно нема да може да се исконтролира, ако има сосема доволно капацитети во секое време ормоскиот тестец да го држи во една тензија која постојано ќе го става транспортот на нафта во ризик и ќе го држи пазарот на нафта нестабилен. Така што влегуваме во една непозната која кој знае кај ќе одведе. Не знам, еве кажи ти ако имаш нешто како информација ново, кај ќе се движи ова. Еве ќе ти кажам дека јас и ти разговараме, следам апликација, во моментот има негдека над тој регион летат 20 до ние огромни американски авиони за точење гориво. Да. Тоа значи дека во моментот веројатно на 20 летачки бензински пумпи што ги како што падна еден сега. Да. Вчера кога падна, загинаа сите 6 души, веројатно се негдека во воздух ќе бидат дигнати меѓу 150 и 200 авиони ловци. Ама ти кажам, додека разговарам се случува. Види сега вака да ти кажам, Боријан, што јас мислам врз основа на, знаеш како сите станавме експерти на брзина за многу работи, станавме експерти за Венецуела пошто немавме избор. Сега стануваме експерти за Иран затоа што немаме избор. Станавме експерти за украинско-руски односи, добро, тоа трае веќе 5 година, па ја продлабочивме таа експертиза. Меѓутоа, што е мојот став и не само мојот темелено врз тоа што следам? Се претпоставам и ти, но јас многу тоа го следам. Види, во овој момент се чини дека Трамп всушност повеќе не ја контролира кризата. Трамп се разбира дека американската воена надмоќ, која што е неспоредлива не со иранските капацитети, туку мислам дека и кинезите не се дораснати, ама за тоа друга емисија, ќе имаме многу реакции на тоа може низ одредени податоци да се види. Значи, не е спорно дека они имаат, иранците ги уништија сите авиони, ги уништија сите бродови, тоа што има као бродови. Иако тие бродови што ги уништија беа празни, немаа ни ноќни чувари. Мислам, им ги уништија сите, повеќето, барем предпоставката е дека повеќето лансерни рампи и така натаму. Меѓутоа, она што не го уништуваат е подценувањето ова за што ти говориш, дека иранците воопшто не водат асиметрична војна. Значи, тие воопшто не мислат да се мерат по својата моќ со американците во смисла на превласт на морињата, на воздухот и така натаму. Да ти дадам неколку податоци што може да се бидат интересни и за нашите гледачи. Во моментот во Ормудскиот, не само премек, туку целиот тој таму залив и Омански, ова што е нагоре, се блокирани негде околу 3000 бродови. 3000 бродови од кои што се мешани. Има танкери, има
има трговски бродови, значи овие што пренесуваат огромни бродови за пренесување на разни товари. И предпоставката е, види, луѓето ретко гледаат мапи, значи Ормудскиот премине многу тесен, не само што е тесен, туку е релативно плиток. За да го поминеш, мораш да одиш во средината и таму и не може да има голем промет, бидејќи тој ќе доведе до друг вид на проблеми. Второ, низ Ормудскиот, значи луѓето не знам дали разбираат што е во нафтниот бизнес кога имаш супер танкер и обичен танкер. Супер танкерите се во принцип 4 до 5 пати поголеми од обичните танкери, затоа што тие имаат многу длабоки дна, меѓутоа бидејќи нафтата е ценовно многу сензитивна на транспортните трошоци, супер танкерите овозможуваат поевтина цена на нафтата. Сега се таму заглавени стотици супер танкери. Обичните танкери обично развезуваат рафинирани производи. Значи, супер танкерите развезуваат оваа нафта, која што треба дополнително да се преработува. Така е, 20% од светот е закочен, но не е само тоа проблем. Не се само јас, бидејќи сега се бавам малку со тоа подлабоко од што во животот сум се занимавал. Веќе се сите танкери полни со нафта и веќе сите стоваришта, не се само нафта, има и газ, се разбира, се преполни. И сега доаѓа на ред да мораат да ги исклучуваат платформите за вадење нафта. Тие платформи, таа технологија е многу чувствителна и многу компликувана. Еднаш кога ќе ги исклучиш, потоа чини многу скапо и трае долго време повторно да ги реактивираш. Значи, загубите, а тоа значи цената на нафтата, сега утре да престане војната, ќе треба месеци и месеци за да тие работи се доведат во некаква нормала. Сега, прво, нафтата учествува како главен елемент во разноразни продукти, од ѓубрива за земјоделие, а таа нафта која до транспорта левот, Сашо, мислам, цената на нафтата ќе влие врз цената на сите производи. Ова ќе има, значи ова нема да има последици само на бензински пумпи. Ова ќе има последици особено врз Африки, врз Јужни Америки, заради тоа што ќе има недостаток на хемиски средства за ѓубриво. Второ, нафтата е составен дел на се што е пластично произведено во светот. Значи цела една огромна индустрија ќе трпи. Трето, одредени компоненти кои што доаѓаат од таа индустрија се многу чувствителни за производство на микрочипови. И ова што вака се чини на прва слика дека ќе бидат штетите големи заради нафтата, всушност ќе има бранови и бранови на огромни, дури се повеќе експерти спомнуваат дека ова ќе биде во суштина најжестокиот, најсилниот удар врз глобализацијата. Сега, само уште неколку податоци, бидејќи мислам дека нашата јавност не го следи тоа и нема зашто да ги следи во детали. Значи, до сега Иран има лансирано околу 30.000 шахет овие дронови. Тие чинат недека околу 40 до 50.000 долари комат. Меѓутоа, за да срушиш таков дрон, ти треба така наречена пакет од 3 ракетни интерцептори, кој што пакет чини околу 4 милиони долари. Значи, ти за да срушиш еден дрон од 40.000 долари, треба потрошиш 4 милиони. Сега пази. Од оно што јас го гледам, американците може такви пакети да произведат 700 годишно. Тоа има максималниот капацитет за тој тип на интерцептори. До сега имаат потрошено веројатно 80 до 90% од резервите. Затоа од Јужна Кореја сега повлекуваат се што имаат таму, го носат кон Запад. Значи, само за муниција проценките се дека американците имаат само за муниција дадено за овие работи околу 5 милиарди долари за 2 недели. Добро, Америка се позајмнува 50 милиони долари дневно, така што не е проблем, ќе одат уште во позајмување. Меѓутоа, сакам да кажам, капацитетот, се пази каква е другата математика. Значи, САД може да произведат 700 овие интерцептори пакети годишно, со по 3 ракети, а Иран може да произведе 700 шахет дронови дневно.
Тие шахет дронови се дронови кои што летаат праволинijski. Тие се спои, летаат праволинijski и ти кој ќе пуштиш 198 ќе ги пресретнат, ќе ги уништат. Добро, тоа он веројатно ќе би уништи голем дел од таа инфраструктура, Сашо, иако добро, од друга страна има многу што е под земја. Грешиш, таа инфраструктура не е четната. Таа инфраструктура за производство на дронови е многу едноставна, се произведуваат на многу места во Ирак. Залихите се огромни, се проценуваат на 30-40 дрона, залихите се огромни и иранците многу едноставно се лансираат, самото лансирање на тој сет на дронови трае 10 на 15 минути, може да се лансираат од овие како кажи ги овие чипови што имаат позади тоа. Разбираме, како и да е, мислам, иранците, он има авиацијата, морнарицата им ја уништи, но они имаат капацитет за уште многу долго да го држат целиот регион во криза, што ќе се рефлектира генерално на пазарите на целиот свет со оглед на тоа колку е значаен како процент со кој учествува во светскиот пазар на нафта. Тоа е проблем, а Иран, гледаш, успешно ги вовлекува сите земји околу него во таа криза. И тука они немаат никаков проблем со тоа да продолжат понатаму. Сем ако Трамп не се одлучи да boots on the ground и да влезе со војска на копно, што би било страшно, бидејќи нему и онака веќе рейтингот му почнува да му паѓа, републиканците ги фаќа паника, бидејќи во ноември им се midterms и тука стварно веќе не се знае воопшто и се гледа и нервозата. Денес имаш една епизода, секретарот државен за финансии во живо дава интервју, доаѓа некој човек, се слуша глас, му вика Mr. President on the phone, овој го напушта интервјуто во живо, оди да разговара со Трамп, значи Трамп не го интересира дали е во овој интервју, овој се враќа на интервјуто, видно вознемирен, целиот збунет кутриот. Сега да кажам, како илустрација на нервоза која го фаќа администрацијата на Трамп, бидејќи веројатно чувствуваат дека се улетани во една страшно опасна авантура. И само ако ми дозволиш, еден од гледачите коментираше, да, и мислам дека е стварно многу цинично од многу странски медиуми, дури од нашите, многу малку се зборуваше за тоа дека се убиени 134 луѓе во на школо, од кои огромен број се деца. Мислам, тоа е страшно. Тоа не е колатерална штета. Сега, добро, американците викаат дека нели, државниот секретар за одбрана негира дека се они усади не негира, но вели дека ќе се истражи, но сите зборуваат дека тоа е направено со Томахав, кој само го имаат американците, така што иранците не би можеле сами да си го направат тоа. И во право е гледачот затоа што тоа е тема која речи си да ја нема. Јас секојдневно ги прелистувам, влегувам на многу странски медиуми, да особено сега со случувањата во Иран и сем како така наслов или една-две реченици во кои се констатира тоа, многу малку се обрнува внимание на тој проблем, на тој настан кој е прилично трагичен. Последиците малку се по-долгорочни од колку што ова само сега го анализираме. Која е стапицата во која што влезе Америка? Всушност, бидејќи јас мислам дека штетите врз Трамп се објективно ќе бидат огромни и така натаму, и околу тоа нема сомневање. Трамп, значи, која е дилемата на Трамп, ако воопшто тој човек нешто размислува, тоа е. Бидејќи види да не подценуваме. Прво, американците немаат амбасадор во регионот. Амбасадите им се главно празни од овој тип на највисоко представување. Ги збркаа сите експерти. Значи, експертите по ЦИ, по агенции, по министерства, се тоа излета надвор, сите експерти кои што беа за овој, за Блискиот Исток, 90% се избркани.
Значи, таму веќе нема кој да прави проценки. Они имаат супер способна армија, го правевме тој муабет, значи американската армија е неспоредливо најдобрата на светот, меѓутоа армиите не ги решаваат сите последици од овој вид на конфликт. Што е сега проблем? Бидејќи иранците имаат добра стратегија, тоа е ова ти што го кажуваш, ги вовлекуваат што повеќе да бидат замешани целиот регион и да кажат, видите, ние се бориме на живот или на смрт. Ако се случи Трамп утре да прогласи победа и да се повлече, тоа ќе биде потврда за стратегијата на Иран за годините што доаѓаат. Затоа што Иран води неконвенционална војна во споредба со супермоќна Америка. Ако им успее да го натераат Трамп да си ја повлече опашката под газот и да се повлече, при тоа он ќе каже ги остваривме сите цели, победивме, тоа ќе биде сега за сите негови регионални сојузници, велам негови на Трамп, тоа значи на Америка, ќе биде огромен порез. Бидејќи тие сместува американски бази во своите држави, мислејќи дека со тоа ќе бидат имено заштитени од напади пред се од Иран. Се покаже дека таму каде што има американски бази, прво тоа се гаѓа. И таква е голем при тоа, Трамп во својот познат стил, што го гледаме веќе повеќе од годината на сцената и пред тоа која беше, воопшто ги нема ни консултирано, ни информирано никого од тамошните сојузници негови, дека ќе го прави ова што го прави. Сакам да ти кажам, значи, сега иранскиот режим, начело со овој заменик на ајатолахот, иначе да кажем дека исто тоа е тука овдека, гледам се прават мешавини, значи, новиот овој Мустаба, синот што е на Хаменеи, тој не е ајатолах. Ајатолахот е врвната религиска позиција во ајатолах си има многу на светот, но таа во Иран е врвната религиска позиција. Он е нешто што се вика рахбар. Тоа значи он е суприм лидер, ама не е суприм религиous лидер. Сега тешко се прават тие разлики, да не влегуваме во тие, меѓутоа е формално највисокиот политички функционер во Иран, за кого се претпоставува дека ги има изгубено нозите за време на бомбардирањето и дека дури можда и тоа го каже и Хекстен, дека можда и во лицето не може да се препознае. Да, ги слушам ти, ама тоа ништо не менува во суштина, бидејќи таа републиканската гарда, она е така радикализирана, но они се плашат, мислам, сите сценарии им се прифатливи, само сценариото да не бидат сменети. А тоа е тоа што го сака Трамп. Така што они се спремни, они брутално ги малтретираат нивните луѓе иранците децении наназад. Не знам дали знаеш една информација дека го спуштиле законот, го имаат променето за да се спушти возраста на девојчињата на 13 години за да можат да се мажат. И потоа до 20 години да им се направат 3-4 деца и ти практично не ја демобилизираш како човек, мислам, и да биде покорна и да слуша. Тоа нема образование, нема ништо. И низа на други такви гадости кои тој режим ги прави. И они немаат никаков проблем да продолжат да функционираат сами за себе, без разлика на авиацијата, морнарицата, што сега Трамп ќе ја уништи. И да прават проблеми околу по регионот, кои ќе го држат пазарот на нафта во една постојана тензија и проблем, едноставно. А на што Трамп денеска, не знам дали го виде тоа, прашан кога се планира да заврши операцијата, војната, или операција, како ја нарекува, и when I feel it's okay. Тоа е кога ќе осетам дека е окей. Мислам, па сега ти види не знам што да кажам, и кој може веќе да анализира врз база на негови изјави или врз база на изјавите на неговиот секретар за одбрана. Страшно непредвидлива ситуација која ќе покачи нервозата во цел свет на едно ниво кое мислам дека ќе ги надмине границите на вака некој ризик во кој се уште можеме да се чувствуваме комотно. Сакам само да кажам неколку информации поврзани со овој Мачтаба Хаменеи, со синот на убиениот ајатолах.
Во тоа убиство, иначе, Мачтаба ја изгуби сопругата, синот, Да, татко му, да. и така натаму, сестра му, зетот, и така натаму, самиот е ранет и така. Кој е Мачтаба Хаменеи, за да разберат луѓето дека ова е практично промена на една генерација на радикални исламски во Иран. Тој има околу 50 и нешто години. 58. 56 мислам дека има, 54 Да. или 56. И за разлика од татко му, он иначе со воено искуство. Он е самиот има учествуваме од тие исламски гарди и така натаму и беше со години е главниот човек кој ги бираше, чието мислење се почитуваше за изборот на сите генерали во иранската армија. Тој е представник на новата радикална структура во Иран, која не потекнува од, како да кажем, од едни друг вид на водење војни за време на ирачко-иранскиот сукоb. Бидејќи ова што потекуваат американците се углавном не само сега при овие удари, туку и лани у јуни кој бомбардира нуклеарните постројки пред тој и така натаму, таа генерација на тие стари генерали кои што беа учени на еден друг тип на водење војни е замината и сега доаѓаат овие нови кои што затоа што се испразнија местата со овие ликвидации што им ги прават практично кога сакаат, како сакаат израелците и американците. Но ова е една нова генерација на луѓе кои што разбираат што се хибридни војни, кои што разбираат што се водење војни по некласични методи и така натаму. Самиот Мачтаба Хамеини, иначе е и неверојатен бизнисмен, бидејќи меѓу другото се разбира дека Иран е една многу супер богата земја во која што овој не знам колку милиарди има направено играјќи по берзи, по бизниси, по фирми и така натаму. Значи, при тоа велат дека е порадикален од татко. Сега, после ова што се случи со семејството кое што му го ликвидира, и не само семејството, со целот начело со шефот на генералштабот и така натаму, дека доаѓа една група на луѓе за кои мислам дека Трамп е една застарена опција на спротестување. Значи, не само што Трамп е еден имбецил и една будала, за која јас го велам многу пати, туку едноставно пристапот во овие работи не му е, тоа ти е како овој Путин што ја води војна. И најде на украинци кои што се неверојатно не само храбри и упорни, туку многу поинвентивни во споредба со руските генерали од овој Герасимов и све тоа по 80 години, од 70 години нагоре се овие што се гладни таму и така. Сакам да кажам дека таа генерација сега ирански, радикални, пази, ти си сосема во право, ние ова не го разговараме во одбрана на иранскиот режим. Но ако сега направиш анкета во светот, што мисли светот, перцепцијата каква е во јавноста за војната во Иран, ти гарантирам дека големо мнозинство од луѓе би одговориле дека Иран има право да се брани. Без разлика што на сите ни е јасно кој е тој монструозен режим кој што таа теократија. Па извини, пошто е помалку теократија Америка? Со овие радикални тоа сакав да ти кажам, Сашо. Значи ти ова е верска војна, ти имаш теократски режим во радикален во Иран, имаш ова евангелистичко движење, не знам веќе како да го наречам, на Трамп, ги видовме оние снимки, и го имаш Бенџамин Нетањаху, кој е со ултраортодоксната струја во Израел. И ти практично ова е буквално еве тоа е тој таа конзервативна религиска една религиски обоена идеологија. Ето ова го дава од прилика. И сите они се повикуваат на некој бог, сите они се повикуваат на некакви божји вредности и така, и резултатот е ова што денеска се случува во тој на Блискиот Исток, ако сите ние треба да го плаќаме. Тоа е одлика. Има една додавка, тоа дека сите ќе го плаќаме, тоа е без давњега и кој знае кај ќе отиде. Овој тип на евангелисти кои што го окружуваат Трамп се истовремено многу силно антиеврејски расположени. Така што овие случувања на Блискиот Исток, не мислам само на сега на оваа војна, туку воопшто Газа, Маза и така натаму, околу Трамп има врија од луѓе кои што се антисемитски расположени.
И тоа онака милитантно антиеврејски расположение. Да, и- Мислам дека тоа ќе остави траги многу години по завршувањето на овие фази на тие конфликти. И колку повеќе ќе му бега од контрола овие случувања во Иран, мислам дека ќе станува нервозен до степен кога не знае што може да направи, бидејќи го гледаш, егоманијак, он не може да поднесе да почне да му бегаат работите од контрола. А токму тоа му се случува. Меѓу другото, да не зборуваме, читав, Скарабучи го слушав, Сашо, инаку за гледачите кратко време многу му беше портпарол на Трамп во неговиот прв мандат. Ова Скарабучи го дефинира како негова као стратегија да ги загрози интересите на Кина и на Русија. Но на крајот ми се чини ќе испадне дека Америка ќе биде најголемата жртва, бидејќи во Америка ќе се случи еден, ми се чини, лом по сево ова, ги губи сојузниците, ја губи довербата од традиционалните сојузници, како во Европа, така и во Блискиот Исток, бидејќи пази и Саудиска Арабија, и Катар, и Оман, и Јордан, кои се стварно големи сојузници лојални на Трамп, они во еден момент нема да можат да продолжат да го живеат ова што сега го живеат, а не зависи од нив, ниту па они имаат нешто повеќе информации околу тоа кога ова би можело да заврши. При тоа против Русија и Кина, но од ова со нафтата, на пример, заработува моментално Русија, бидејќи ако некому одговара повисока цена на нафтата на светските берзи, тоа е на Русија, која со тоа пак ја храни војната индустрија. Да, имаш ли цифра колку заработува Русија? Па не знам, ако имаш, кажи ја, и да имам, нема да пам, да не ги пам. 588 милиони долари дневно. Па ете, како да кажам. Значи, за 2 недели има заработено 7 милиарди. Да. За неполни 2 недели. Ова трае 10-12 дена, колку трае. Тоа е. Но, добро, прогнозите се дека тоа сепак на крајот нема да долгорочно да ескалира. Ќе трае со месеци, но знаеш, нафтата е брзански продукт, на крај сега да не навлегуваме во анализа, бидејќи кинезите кои што се главните купувачи заедно со Индија на иранската нафта имаат резерви за уште неколку месеци. Тоа се државни тајни, никој точно не може да процени, ама онолкава економија е прашање на, знаеш, да имаш резерви за 3 месеци како да немаш резерви. Да. Да ти кажам само една друга, налетав на нешто што може да биде многу интересно, а е врзано со ова што го разговараме, како тоа, каде ќе оди. Не знам дали знаеш дека Путин го укина интернетот во Русија. Дека во Сент Петерсбург и во Москва нема интернет. Мислам, тука луѓето не знам дали следат. И тоа веќе трае со денови. И најдов на една анализа која вели дека во февруари продажбата на воки-токи уреди е зголемена за 27%. Продажбата на обични телефони со жица за 25%. Пејджери се продаваат 73% повеќе отколку во споредба со претходниот период. Картонски мапи, значи мапи овие со патишта, се продаваат како ало. 170% зголемена продажбата, а мапи на Москва веќе не може да се најдат. Бидејќи значи, сакам да ти кажам, целиот бизнис кој што беше врзан онлайн, бидејќи Русија беше, Путин најавува дека и Телеграм ќе им го кине. Телеграм е најважната социјална мрежа, на која што во моментов има околу 94 милиони руси приклучени. И тој најавува дека од идната недела и Телеграм ќе им го кине. Тоа ќе биде шок. Меѓутоа, целиот онлайн бизнис, бидејќи Русија беше афлуентна држава, исто така како и сите други држави, развиена во таа смисла, е крахиран. Значи, како да ти кажам, тотален колапс од такси нарачување до нарачување ова шопинзи за облеки, за храна, се ода што ние што го имаме овдека, ние сме релативно неразвиени во споредба. Се е тоа крахирано.
Зашто? Затоа што Путин веќе не може, мислам, една од заговорничките идеи е дека таму се спрема пуч, па дека се обидуваат да спречат ширење на не ги се да не влагуваме у таа Добро, анализа, да. тоа се сепак пропаганди различни, но ова се фактите околу кои налетат случајно кој што ги пишува некој руската штампа. Па ја имам прилика, не знам да го следиш, Розенберг е дописникот на BBC кој има феноменални дневни извештаи за тоа што пишува рускиот печат. И овие податоци од цел таму. И Марк Сакам ти кажам, Галеоти исто во завршува недела тој тип на In Moscow Shadow. тој тип на автократија. На крај ќе дојде и Трамп по ситуација да мора да удри по своите најдобри пријатели, овие што му се од сајбер светот, бидејќи биди ова сега веќе не е ни Трампова прашање, он ќе се веќе ова ќе го струши иранскава криза, ќе го струши Трамп од власта. Нема ни Епстин фајловите толку да бидат драстични, бидејќи успешно ги менаџира, се потешко од Буша, меѓутоа се уште успешно, меѓутоа ова што се случува со Иран ќе му биде последната шајка во ковчегот политички, во смисла на пред се ноемврискиве избори во Америка, а потоа ќе видиме дали воопшто политички ќе преживее годинава или ќе се замине. Така што Боријан, ете тоа се тие Сашо, ситуации. 9:20 баги се расприкажавме. Сакам да ја планирав нешто да разговараме малку и за изборите во Унгарија, бидејќи таму тоа стана многу е тензично и добива онака димензии на политички трилер, но тоа ќе го веројатно другиот петок, нели? Да оставиме за нешто и за следниот пат. Имам прилика во Виена слушам одлични експерти за Маđarска. Така е, тоа. Соседите се. Предвидувањата се тесни. Да, Мислам, најголем дел од предвидувањата е дека Орбан се разбира ќе ги изгуби изборите, што не мора да значи дека ќе падне од власт. Ама таа анализа да оставиме за следниот пат. Да, ќе оставиме. Ево, на крај да најавам, колегите од Инфомакс подготвуваат документарец кој мислам дека ќе биде прикажан. Сара, помогни ми денеска? Да, многу интересен, видов малку еден дел од него во понеделник после тешки моамети, така Сара? Документарец за што? За Кочани, Сашо. За дента, за случувањата во Кочани, она што како што го почнавме овој подкаст, едно мало подсетување кај сме, што сме и што ни се случи, веројатно користо да се види. Па види, ако на некого треба да му се симне капа и да му се даде и некаква годишна награда околу покривањето на случувањата во Кочани, тоа е сигурно Инфомакс. Само што во кај нас годишните награди не идат на места за природа и судовидарство, него идат по други критериуми. Има многу добра сторија, не знам дали ми ја виде, во која една фирма на луѓе, стручни луѓе кои се јавуваат на тендерот за универзална сала, и од ВМРО и од СДС им сугерираат да се повлечат од тендерот во корист на некој кој очигледно е и кај едните и кај другите добро игра, а овие што се стручни луѓе, како што тоа бива многу често кај нас, се молат да бидат отстранети некаде на маргините на општеството, бидејќи ова партиските чудовишта имаат големи апетити. И тоа, да затвориме. Да затвориме со тоа што морам уште една забелешка да ставам, Боријан, бидејќи сега малку се вртам, па читам и од коментари и така натаму. Знаеш како, голем дел од луѓето мислат дека најголемата штета ќе има Европа, дека Европа најлошо се однесува, дека ајде да посветиме една емисија околу сите овие случувања во светот и Европа не е совршена, меѓутоа Европа е овдека, бидејќи има една пизма кон Европа. Кога вериме Европа, мислиме на Европска унија, пред се на Европскиот запад. Јас имам мислење дека Европа со оглед на сите нешта што се случуваат, дури и присто не се држи. Па можеме една емисија посветиме и околу Украина, и околу Иран, и околу светов и така натаму. Овдека гледам дека има старата курва Европа, не е баш така.
Да, не е баш така воопшто, напротив, Не е баш така. во Европа се случуваат многу изненадувачко позитивни трендови. Они се разбудија од еден комфор во кој што со децении живеа, сватија дека мора да се фатат за работа. Добро, Сашо, ти посакувам убава вечер во Виена. И се слушаме тоа е во време, мислам, до следниот петок. И ти ќе се пишеме, ќе се чуеме, па се гледаме овде следниот петок. Јас си посакувам убав викенд на сите што не гледат и што ќе не гледаат и во сабота и во недела и следната недела, бидејќи на крајот од краиштата важно е добро да се поминете и приватно, не само со овие Да. со овие службени содржини со кои што не поплавува политиката и домашната истранство. Да, тоа е фино, утека убаво време, пролетно, пријатно. Да. Онака личи да се ужива во викендов што е пред нас. Ви благодариме за вниманието. Ви благодариме и пријатно.